Разговарам со професор Оливер Андонов на повеќе теми поделени во три области. Едната е за домашна политика, се разбира, со тоа ќе почнеме, потоа ќе преидеме на секторот одбрана, што е и негов ресор, стручен, научен, а се разбира нема да ги испуштиме и прашањата поврзани со геополитиката. Професоре, благодарам што сте со нас денеска. Да почнеме веднаш со домашната политика, со домашно-политичките прашања. Меѓутоа би ве вратил малку назад. На 1 септември 2017 година бевте назначен за министер за внатрешни работи. 24 часа подоцна отидовте кај тогашниот премиер на преодната влада, господинот Емил Димитриев, и му поднесовте оставка. Дали тоа беше некој тактички потег на ВМРО-ДПМН во тоа време или се работи за нешто друго? Да слушнеме мало подсетување на тој еден ден како министер за внатрешни работи. Зошто се случи тоа? Добар ден, господин Дерала, ви благодарам многу на поканата. Прв пат гостувам во Цивил медија и задоволство е да може да се дискутира со вас. Не сме имале прилика вака пред јавноста да дискутираме. Јас сум професор на Војната академија и имам една обврска пред да започне интервјуто, да кажам дека не настапувам во име на Војната академија, туку настапувам со ставовите во мое лично име. Тоа е заклучок од наставно-научниот совет дека наставниците, професорите на Војната академија настапуваат во свое лично име, не во име на Војната академија. И една мала исправка, не беше 1 септември 2017, беше 1 септември 2016 година. Се извинувам, 2016, да, точно, да. И не беше техничка влада, туку тоа беше, така да кажам, последниот ден од редовната политичка влада на ВМРО-ДПМН, чиј премиер беше господинот Емил Димитриев. Благодарам за исправката. Скоро 9 години подоцна, се уште очигледно буди интерес тој еден ден министер, а потоа дополнителен заменик министер, и секој го разбира така како што моменталните негови политички цели сакаат да го разберат, и тоа претежно се однесува кон мене, дури внатре во мојата матична партија во ВМРО-ДПМН тоа знае да биде многу да, секако многу знае да биде и негативно, во негативна конотација пренесено, но има луѓе се уште живи, здрави, слава на Бога, во ВМРО-ДПМН, меѓу нив и самиот поранешен премиер Димитриев, кога го спомнавме, кои многу добро знаеа дека тоа беше една тактичка постапка на тогашното раководство на ВМРО-ДПМН, првенствено поради некои состојби внатре во Министерството за внатрешни работи и знаењето дека ќе дојде Спасовски на тоа место како технички министер за внатрешни работи и дека треба да биде некој дополнителен заменик министер со ингеренции за врзани подписи со министерот, односно за спроведување на одлуките на техничката, односно така наречената првинска влада. Така што ова работа беше многу порано договорена. Значи, сепак се работи за тактички потег на ВМРО беше во тоа време. Што може да направи еден министер за внатрешни работи за 24 часа? Не беше прашањето за 24 часа, беше прашањето да се преиде во дополнителен заменик министер. И кога ние разговаравме за тоа, затоа што нели се сеќавате тогаш до тогашните министри стануваат дополнителни заменици министри. Да. И всушност тоа беше крајното решение, дека јас како до тогашен министер по автоматизам станувам дополнителен заменик министер, а до тогашниот предходникот мој Митко Чавков требаше да стане директор на Бирото за јавна безбедност. И тоа беа тие некои ротации во министерството кои се извршија заради политичката тактика на ВМРО-ДПМН. Кога ние ова го договаравме со тогашниот председател на партијата, зборуваме за господин Груевски, зборуваме, тоа беше многу претходно договорено, околу месец дена претходно беше договорено сето тоа. Јас го поставив прашањето зошто да не отидам некој ден порано, и тука превагнаа две работи. Првото образложение негово беше многу јасно дека тактичката постапка нема да успее, бидејќи очекуваат ако јас се појавам во министерството на пример 2 недели порано, дека можеби ќе извршат измена и во СДС нема да го пратат Спасовски, ќе пратат некој друг. Така. А втората беше
помалку приземна и не беше од иницијатива на Груевски во тоа време, тоа беше повеќе постапката на Чавков во тоа време, кој сакаше до крај да се држи до министерската позиција. Грчевито се држеше за својата позиција. Од своји лични причини, веројатно, мене подоцна ми стана јасно зошто, затоа што јас кога дојдов во кабинетот, тој ден во Министерството за внатрешни работи, јас укапирав дека изминатите неколку месеци Министерството функционирало со министер без кабинет, едино шеф на кабинет имаше. Навистина? Да. И не беше пополнет. Од кои причини Чавков не го пополнил кабинетот на министерот со соодветни луѓе, советници, активности, сепак еден кабинет министерски бара многу активности, посебно во внатрешни работи, тук таму беше само една личност која беше шеф на кабинет и тој беше како човек за се. Постапка и ден денес не ја разбирам, дури подоцна беше овозможено врз основ на токму на тоа непополнување на кабинетот, беше овозможено да Спасовски го пополни кабинетот негов преку бројот на луѓе предвидени со Пржинскиот договор. Тој имаше право тројца да пополни, тој всушност го пополни со, мислам дека дури 9-10 луѓе пополни во кабинетот со интерен оглас, кај што тој го решаваше, кај што јас не можев да интервенирам како дополнителен заменик министер. И во тој контекст едноставно јас немав кога. Јас буквално ги довршував работите кои беа остаени недовршени за тие 24 часа, за да може да го затворам еден циклус политички, временски, да го формирам кабинетот на дополнителниот заменик министер за внатрешни работи и да може да почнем да функционирам. Тогаш беа во прашање и луѓето од Бирото за јавна безбедност, до тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност, се промени директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Дури од денешен аспект, можеби некому тоа нема да му се допадне, но јас бев тој кој конкретно и Љупчо Андоновски и Савевски во тоа време ги реши на еден крајно позитивен начин, за кој ден денес сметам дека така треба да се решаваат луѓе кои се на високи позиции државни, а не да се праќаат на понижувачки места откако ќе му помине државната позиција, бидејќи тој бил директор дали на јавна или на државна безбедност, тој бил директор, тој располагал до денеска со условно кажано политичка моќ и донесувач на одлуки бил во рамки на Министерството за внатрешни работи, а од утре некој го прати во некоја полициска станица на никакво некое место. Тоа е неспојиво, мислам, не само од етички аспект, неспојиво од професионален аспект, и тоа беше едно од моите основни инсистирања кај тогашниот председател на партијата и кај премиерот, кај Димитриев, дека јас прво нешто што ќе направам, ќе ги решам и тие луѓе да останат во Министерството за внатрешни работи како советници, кабинетски, на највисоко можно ниво, за да едноставно не бидат понижени. Што се случувало во самата управа за безбедност и контраразузнавање или во делот од јавната безбедност со нив, јас на внатрешните релации не можам да влијам, тука не сум ни сакал. Тоа што јас сум го направил, тоа сум го направил и поред закон и етички и така како што треба да се постапува со високи државни функционери. Добро, ова можеби ќе разјасни некои работи кои го следеа баш тој 24 часовен мандат како министер за внатрешни работи. Околу бројката на членови на кабинетот на господин Спасовски можеби треба да провериме дополнително, особено затоа што бројката од 9-10 мислам дека е превисока, особено ако знаеме дека до крајот на мандатот, некаде при крајот на мандатот имаше 6 члена кабинетот на министерот за внатрешни работи. Имаше повеќе. За кој мандат се зборувате? Вториот мандат во регуларната влада, потоа можеби го намалил, но јас ви кажувам дека во тој период тој имаше многу луѓе, меѓу нив беше и Славјанка Петровска, секретар му беше во кабинетот, заедно со уште господјата претходно што остана таму, и доведе поприличен број на луѓе на внатрешен интерен конкурс за да ги упополни. Јас ви кажувам, кабинетот Чавков остави кабинетот пополно непополнет, а тој кабинет во тогашни услови дури мислам и повеќе од 10 луѓе требаше да брои, а ние имавме право по тројца да донесеме, со тоа што јас го формирав кабинетот буквално со тројца луѓе и тројца надворешни луѓе. Така, ви разбирам, супер. Но оној кабинет на дополнителен заменик. Ќе провериме тоа, можеме да го провериме, јас тоа можам јасно да кажам дека
Јас и мојата партиска обврска, и мојот однос кон државата, кон татковината и професионално и во законски рамки си ги извршив и за тие 24 часа и потоа за тие 4,5 месеци следни во потполност. Да, И не се срамам од тоа, без разлика кој што сака да зборува, дека еден ден министер, знаете како се, ако сакаме малициозни и зајадливи да бидеме, ќе кажеме некој ни еден ден не можел да влезе во тој кабинет. Да, имено. Тоа може да биде интересен одговор. Од ваша страна не беше поставено прашањето за да донесам некаков таков тон во ова интервју, особено не на почетокот. И се разбира дека овде разговараме за теми за да објасниме работи, за да ги разјасниме нештата. Во таа смисла, ако може да се задржиме уште малку во непосредното македонско минато, да ви го поставам и ова прашање. Бевте дел од ГДОМ, граѓанско движење за одбрана на Македонија. Што мислите за тие денови од оваа временска дистанца? Не мора да навлегуваме премногу, заради тоа што ако влеземе премногу ќе треба и јас да го кажам моето мислење, а не би го препорачал тоа за ова интервју, заради тоа кратко за ГДОМ. Што мислите за ГДОМ? Од денешен аспект мислам дека таму имаше луѓе кои беа со чиста мисла. Меѓу кои себе се ставам. Едноставно настапивме патриотски, настапивме со чиста мисла, а во еден дел беа луѓе кои денеска ги гледаме на како функционираат, кои имале калкулантски однос и воопшто целата таа Тоа беше увертира во настаните на 27 април. Сега увертира велам, не велам дека водеше кон тоа. На 27 април, не знам. Да, тоа е познато, знам. Тој од дом учествуваше таму, имаше некои луѓе се појавија подоцна. Очигледно дека и ГДОМ меѓу другото беше употребен да се злоупотребат чувствата на луѓето, што од денешен аспект ми паѓа доста тешко така, бидејќи јас настапив, како што реков, со чиста мисла и патриотски. И од мој личен аспект сметам дека како група на интелектуалци кои се појавија таму, пак ќе издвојам можеби некои беа со задни намери во целата работа, ние го правевме тоа што во тој миг сметавме дека е најисправно за татковината. Можеби не сме имале доволно информации, можеби не сме ги гледали сите слики како што треба, но постапивме така како што во тој миг сметавме дека треба да се постапи, односно да се настапи патриотски. Ако ништо друго, започите вашата искреност и отвореност во однос на ова прашање. Благодарам за тоа. Да скокнеме во сегашноста сега, односно се вратиме во сегашноста. И се разбира, вие сте лидер на фракцијата за демократизација на ВМРО-ДПМН. Предпоставувам дека ова е првата вистински успешна иницијатива во рамките на оваа голема партија да се формира фракција. Таа ја формиравте во септември, ако не се лажам, септември 2022 година. И нели 1,5 година веќе, 2,5 години веќе функционирате. Има често во јавноста, имате остри критики за практиките во партијата, но во целина гледано како ви оди како на лидер на фракција? Што се случува? Најпрво морам да кажам дека терминолошки употребениот лидер не соодветствува со концептот на фракција. Добро, тоа е перцепцијата во јавноста е така. Да, јас сум повеќе би се рекло фронтмен на фракцијата отколку лидер, бидејќи фракцијата не е формална партиска група која е на некое ниво на раководење со структура. Ние сме членови на ВМРО-ДПМН, но луѓе кои сметаат дека партијата треба да се демократизира и ревитализира на тој начин. И пред да ви го објаснам, пред да го одговорам прашањето во делот на тоа како ни оди, кратко за поентите зошто е тоа така. Точно тоа беше некаде при крајот на септември, 22 септември, мислам дека беше формирана овој обзнанена фракцијата, не како формирање. Тоа е резултат на една недемократска состојба во партијата по долг период.
Зошто? Затоа што ние како партија за демократизација на партијата, како фракција за демократизација на партијата сакаме да повлијаеме во однос на осовременување на ВМРО ДПМН како нормална десна проевропска партија. Што ќе може да преку измени на статутот овозможи демократска активност на сите членови. Не е нормално да еден партиски член има 10 разни функции во партијата и плюс државни функции. Тоа е не природна работа. Не можам јас да бидам и пратеник председател на општински, член на комисии, на едно и на друго, и јас да решавам се, што би рекле, ајде да се изразам малце поприземно, мал бог во општинскиот комитет. Ја кажувам кој може да се вработи, кој што може, кој не може. Иако сметам дека е погрешно тоа да партијата служи како биро за вработување, нели? Какви беа состојбите во партијата за да дојдете до овие заклучоци и да ве инспирираат на действување во таа насока? Многу важно прашање поставивте и ми дадовте можност да го образложам тоа дека зошто дојде до организација на фракцијата. Значи првите судири почна уште во периодот кога се обидуваа да прават, ако се сеќавате, како се организира Мијалков и од таа страна, нели, коалиција Мериот, како што ги Мицкоски во тој период нарекуваше и така натаму. И јас, поучен од многу политички искуства претходно и случувања во партијата, знаев дека тука се работи за некоја ујдурма, така да кажем, во која треба луѓето кои се подготвени на нормални односи во партијата и здрава критика во партијата, луѓето кои се подготвени да работат на демократизација на партијата, односно нема да се согласат со некои политики на Мицкоски, не се согласуваат, да бидат на некој начин на јавна сцена извадени и тргнати од партијата како противници на партијата, односно противници на Мицкоски во конкретниот случај. И мислам дека тука улогата на Мијалко беше нечесна во тој дел и ги искористи тие луѓе, за да потоа тие луѓе не може да се вратат во политичка нормална активност, и јас и тогаш ги предупредив и не сакав да бидам дел од таа состојба, и јас не учествував во таа така наречена Мериот коалиција по името на Мицкоски кој го даде тој назив за нив, иако тој се обиде во неколку наврати да ме испровоцира дека сум врзан, и јас тогаш јасно му кажав, не, јас не сум, јас на страна на партијата, но дека има потреба ние да разговараме за разни прашања, има потреба во партијата да разговараме. Потоа дојде до претходно уствари, веќе дојде до еден... Бидејќи имало потреба, а не било можно да се разговара, заради тоа дојде до... Толку така, тој е крајниот заклучок, но претходно дојде до еден момент кога тој, например, можеше да формира влада 2021 година, веднаш по изборите. 2020 уствари, се извинувам. 2020. После изборите можеше да формира влада и имаше понуда од ДУИ во тој период да формира влада. Тој не сакаше да формира влада, што мене ми беше многу чудно, зошто? Секој се бори за формирање влада и јас знам. Тројца бевме во лифт, Мицкоски, јас и уште еден, кога и јас и тој уште еден кој сега е се уште во партија активен, му рековме дека е целта да се формира влада и дека треба да се разговара со ДУИ на таа тема. Јас имав некои разговори веќе со знаење негово, секако се договоривме да разговарам, и тука ми остаи впечаток дека тој не сака тоа да го направи, дека тој го интересира некои периферни работи и прашања во тие разговори, не го интересираше суштината што треба да се направи. Кои беа тие периферни работи? Со оглед на тоа дека ги избрал на сметка на формирање влада, мора да се малку поголеми од мене. Не, воопшто не се. Не се? Не се, многу приземни се. Кого да му остават за обезбедување? Добро. Многу непримерено прашање, бидејќи за тоа не се разговара. Ако ти си премиер, ти го избереш своето обезбедување, немој да се бориш за поединци за обезбедување. Значи ти однапред не сакаше да влезеш во комбинација 2020 да формираш влада, туку одеше на варијанта да ја одложиме, нека се тера понатаму, вака како што се тера, па ќе видиме како ќе биде.
Значи, веројатно имал некоја улога човекот, така можам јас да дојдем до заклучок со тоа. И потоа тргнаа тие работи мери од коалиција вамо таму и на крај влеговме во конфликт, конкретниот директен конфликт беше по прашањето на изјавата на Александар Николовски во врска со успешноста на дипломатијата на ВМРО ДПМН да ги убеди Словачка и Чешка да гласаат против предлогот на Германија, мислам беше во тој период, за вклучување на историските прашања во рамката за преговори за Европска унија. Кога Николовски тоа го изјави на Канал 77, во истиот миг ми се јавија од двете амбасади и комуницираа со мене и ми рекоа дека лаже. Јас знам дека лаже, и точно и денес го потврдувам, тоа лаже. И прво што му реков на Мицкоски во тој период беше нема потреба да бидеме исти како СДС. Ние не сме исти како СДС. Ако Заев си дозволува да лаже каде стигне, ние не смееме тоа да го правиме. Ние можеме едноставно да кажеме благодариме на Словачка и на Чешка кои не прифатија такво нешто заради себе, не заради нас. Затоа што како коментира ти, ако ние тргнеме да расправаме за историја со унгарците, со германците, со австријците, со хрватите и словенците со кои живееле во една држава некогаш, ние ќе треба да се исколеме помеѓу себе. Значи, тоа е тема која не се чепка. Едноставно не може историјата да биде прашање за рамка за влегување во Европската унија. И кога тоа му го кажував на Мицкоски, му реков дека ако не излезе да се извини Николовски, да се повлече од изјавата, дека тие ќе излезат со свое соопштение, тој ми рече нема отстапување од тоа. Јас го предупредив на последиците, се случи таква пресконференција заедничка на двете амбасади, се обидоа да прават притисок врз разни медиуми да не се пренесува пресконференцијата, но таа стигна до јавност. И тогаш јас во недостиг на нормална комуникација во партија излегов и јавно кажав дека Николовски лажи, дека Николовски треба да се повлече. Мицкоски избра дека треба да го штити Николовски и од тогаш тргна процесите во негативен однос помеѓу мене и него во политички аспект. Немаме ние никаков, иако некои ќе се обидат ваши колеги новинари да кажат дека тоа е личносен однос, не зашто јас немам ништо лично со Мицкоски да решавам, не делиме ние никаков имот, немаме ништо заедничко да решаваме, дури не сме конкуренти ни во научните области. Едноставно се работи за реална и за искрена, честна политика кон татковината, кон државата Македонија и кон граѓаните на Македонија. И последната таква расправа беше во еден контекст кога излезе исто така самиот Мицкоски со една невистина кај Јанко Илковски во Јади Бурек дека имаше некоја класична историска невистина дека Бугарија капитулирала во Втората световна војна, што не е точно, таа ја промени страната на 9 септември, а на мировната конференција во Париз 1946 година е ставена на страна на силите на Оската кои изгубија војната и затоа е задолжена била да плати репарации. Кога јас тоа во приватен разговор му го кажав, тој се најде навреден дека зошто се расправи со мене. Не се расправам, ти си председател на ВМРО. Ти не можеш да зборуваш невистини. Значи не личи тоа до кога ќе зборуваме такви банални невистини кои се проверливи, секојдневно се проверливи како оваа со Словачка и со Чешка. Потоа му посоветував дека има потреба да еден поширок централен комитет да свика со сите поранешни функционери да видиме кај сме, што сме и каква ќе биде политиката на партијата и видовме дека веќе не оди работата. И цела 21 година состојбата беше таква каква што беше, па тука се правеа глупости околу пописот, и тука има прашање покрај Жива Благица, ај сега, не можам да се сетам, беше директор на статистика Новковска, извинувам. Добро. Извинувам на Благица, во момент ти го заборив презимето, а со граѓанка ми открива Паланка. Многу добро се знаеме со неја. Покрај Жива Благица Новковска и низиниот заменик директор во статистика, наместо на преговори за пописот да се вклучат како статистички експерти и да се пред италијанските посредници води расправа за експертската постапка во
процесот на попис, тој прати политички личности таму, кои никогаш во живот не се занимавале со статистика за ништо, а не пак попис на статистика и целите на пописот, така што имавме на крајот и наетење кое требаше да предизвика како пропаст на пописот, а уствари пописот на мускули бидна таков како што бидна, од кој никој да разбере дека со децении ќе влечеме овој последици и како држава за организација на инфраструктурните прашања према големината на населението, но и во нашиот македонскиот случај за жал и помеѓу етничките односи и прашања. И тоа се сеќавам на тоа време Цивил го наблюдуваше процесот на спроведување на пописот и тоа беше непотребно политизирање на целиот процес. Така е и тука ние имавме многу такви расправи со него и преписки и на крајот дојдовме во една ситуација да тој ги прекина комуникациите, нема никаков проблем. Ние видовме дека таму во партијата нема со кого за што да разговараме веќе, едноставно тој се затвори во еден тесен круг на луѓе, посебно после победата на локалните избори доби како снага, дека може да успее, може да ја држи таа политика и таа политика дава резултати. И ние се одлучивме да направиме една фракција, односно да тргнеме по тој пат да сите кои се незадоволни од партијата, од погрешен израз, не од партијата, кои се незадоволни од политиките на Мицкоски во партијата и политиките во државата воопшто и или од нивото на демократичност во партијата, така ви благодарам за благодарот. Да има едно јадро околу кое ќе се обединат и со кое ќе може да комуницираат за да ги искажуваме во јавност нашите ставови. И ние не сме реформатори, како што некои беа реформатори, ние едноставно сакаме партијата да биде демократска од еден исто така клучен аспект. Ако е партијата демократска, власта ќе биде демократска. Знаете, господин Дерала, ако вие имате чувство на демократичност во самата партија... Сакате да кажете дека ВМРО ДПМН која не е демократска структура, нема внутрипартиска демократија, како и најголем дел би рекол како политичките партии во Македонија. Меѓутоа ова може да значи дека самата партија не е способна да спроведува демократија во државата. Ние тоа имаме прилика и со СДС да го видиме и тие како ја спроведуваат демократијата на некој нивен, специфичен начин. Значи, вие ако имате чувство за демократичност внатре во партијата, ако имате ограничувачки елементи, да не можете да бидете, да кажеме, повеќе од 2 пати председател на партијата и да имате избори на непосредно гласање во партијата или да имате представнички избори на конгрес, но тоа да поаѓа од местните комитети во ВМРО ДПМН, не председателот на партијата да именува 500 луѓе кои тој сака да ги именува, меѓу нив и членовите на централен и неизвршен кои исто така се негови избрани. Значи, вие тогаш ќе имате навистина демократија. Ајде да видиме тогаш кој се и како ќе се представи во општинските комитети. Ако е делегатски систем на представнички. Што ми е познато, вие дури имате документ. Имам напишано неколку пати како сето тоа, да го имаме како фракција. Конкретно ги решава овие работи. Фракција имаме предвидено тие постапки како би одржано. Или тогаш и не наидовте на слух воопшто. Не, во партијата нема да има слух, бидејќи тие така го гледаат тоа. Тоа е клиентелистичка структура и мене ми е жал што мора да кажам за мојата политичка партија дека има киднапирано идејата на ВМРО за македонска државност и патриотската идеја, така да кажам. Ја има киднапирано буквално во една погрешна насока. Вие жив пример, вие состојбата со изборот на председател, на кандидат за председател на републиката од ВМРО ДПМН. Никаде во статутот не е предвидено дека ќе се распише конкурс и во конкурсот дека ќе стои треба 30 делегати да се потпишат, а ние немаме список на тоа кој се е конвенционер. Ние видовме таму на конвенција, на партиска конвенција, да учествуваат луѓе кои не се членови на партија. Нели? Председателот на републиката, господјата колешката професорка Силјановска, не е член на ВМРО ДПМН. Зошто беше таа на конвенцијата како делегат? Како? Добро прашање. И се поставува тука прашање. Партијата не сакаше да реагира на нашите укажувања и јас во име на фракцијата поднесов тужба до управниот суд, која тужба управниот суд никогаш не ја разгледа, не добивме никаков одговор. Се појави на еден портал предната страна во која како недозволива се смета тужбата, а немаме никакво образложение зошто е недозволива тужбата. Недозволива не е неоснована, не е одбиена, него е недозволива, може би бил погрешен судот на кој сме се обратили.
Не треба да биде управен суд, може треба да биде граѓански некој. Така. Ама за тоа треба да добиете документи и целата постапка да се стави во мирување по однос на избор на кандидат за председател на Републиката од ВМРО ДПМН, за да може да течат роковите. И сега тука членовите наши не се прашуваат за тоа, ама тоа е фактот. Каква е атмосферата во ВМРО ДПМН сега? Врз основа на ова што го зборувате, може да се заклучи дека таму владее некоја цврста рака, клиентелизам, непопустливост во поглед на барањата за демократизација на партијата, на структурата. Каква е атмосферата? Дали, бидејќи вие сте сепак активен член на партијата. Да, ние имаме информации доброто за партијата, имаме во потполност. И сигурен сум дека имате информација за тоа каква е атмосферата внатре партијата. Видете, господин Дерала, ВМРО ДПМН треба да преживее и после Мицкоски. Како политичка структура. ВМРО ДПМН како политичка структура треба да преживее секој следен председател и секој следно раководство. Тоа може само врз демократски основи. Зарем дојдете до тоа да треба да преживее? Да, сега ќе ви објаснам зашто. За тоа зборуваме, да сега ќе ви објаснам зашто. Затоа што каква е користа за ВМРО ДПМН ако после Мицкоски дојде исти таков па продолжи по истата структура, по истиот начин на делување, која ќе нанесе штета и на државата и на партијата, и тоа не може до бесконечност да се движи така. Каква е состојбата? Состојбата е клиентелистичка. Во моментов имате две категории луѓе, да кажем. Луѓе кои се на позиции и знаат дека да не е партијата, дури ни во животот не би успеале, буквално што би рекол еден мој колега поранешен министер, кој исто така е отстранет од партијата, маргинализиран, а не има напуштено партијата, би рекол тие се невработливи луѓе. Значи да имате такви луѓе кои ако не се на државна функција негде ставени, смешно е. Да, извинете. Дури не само тоа е трагикомична состојба. Значи, ако јас не сум способен да било што во животот работам, да мора да чекам државата да ме стави, односно партијата да ме стави на државна функција за да јас работам нешто. Тоа е едната категорија луѓе и тие луѓе мене ми се во потполност јасни. Тие ќе се држат, што би рекол народот наш, се извинувам повторно на тривијалноста, ко пијан за плот. Ќе се фатат и не се пушта и крај. Пади да потоне, барем што се партијата ќе тоне. Партијата ќе тоне заради него. И тоа веќе го имаме како слика во соседството, го гледате како се што се случува. Втората категорија луѓе се луѓе во исчекување. И тоа е оној проблематичен дел во партијата. Знаете, на кога на некого му продавате надеж. Сега не ме вработивме, не ви дадовме, сега има локални избори. Ако се избориме на локални избори да земеме, сега ќе ви дадеме на локални избори. Или она позната е она партиска, не е битно која партија веќе. Сега, ако го направиш ова, ќе отидеш најмалку 5 места погоре на листата. Истото важи. И затоа се имате проблем внатре во општинските комитети околу избори за кандидати за градоначалници, избори за советници. Нема избори, тоа се лобира, се фаќаат луѓе по комисии за кадровски прашања, кај овој, кај оној. Секакви глупости се случуваат таму. Секакви глупости, безобразлуци се случуваат на терен помеѓу луѓето кои се уценуваат буквално, и тоа е таа втора категорија луѓе кои чекаат нешто да добијат од партијата, на кој јас можам, се извинувам да не биде сега за партиска пропаганда дека го користам медиумот и моето интервју кај вас, но можам јасно да им кажам: не се прашувајте што партијата вам ќе ви даде, што вие на партијата ќе ги дадете со вашиот интелект, со вашата способност и со вашиот партиски активизам. Токму тука лежи барањето на фракцијата за демократизација. Ако јас како Оливер Андонов сум, например, председател на еден месен комитет, јас не можам друга партиска функција да извршувам. Завршено. Не можам ја паралелно да бидам председател на месен комитет и советник во општина од партијата, и делегат на конгрес од партијата, и член на извршен член на не знам што и така натаму. Не, толку. Толку завршуваат моите партиски функции затоа што треба да дојде некој друг на некое друго место, па некој друг ќе биде представник на конгрес, па тој представник на конгрес со мене ќе комуницира, ќе разменуваме искуства и секој ќе си ја врши својата работа. Тоа значи и омасовување на партијата. Тоа значи отвореност на партијата. А вработувањето, јас да добијам партиско место за да се вработам,
врз основ на кој мерит систем тоа го прави партијата. Не го прави врз лична лојалност. И ние доаѓаме во состојба на крајот да сите се трудат сега во партија моментално да му покажат лична лојалност на Мицкоски, за да може да добијат Значи не на партијата, туку баш на Мицкоски. Лојалисти се тоа, се лојалистички работи. Култ кон личноста. Па, токму е тоа проблемот. Од тука почнува демократизацијата и затоа не се согласувам со вас дека влада е црста рака. Не. Токму тие луѓе кои се обидуваат да му се додворат и да му покажат лојализмом, тие го прават дека он владее таму. Првиот миг кога ќе падне, барем 70% од нив ќе бидат директно спротивставени на него. Буквално директно и ќе го мразат. Тие и сега го мразат, ама не му кажуваат. Тоа е така. Благодарам за искреноста и за деталите кои опишуваат една политичка структура. Но тоа не здрава, господин Дерала, политичка структура. Не здрава политички однос е во политичката структура. Да. Сега, ние сакаме да ја оздравиме партијата, тоа е. Ама во моментов ја имаме таа партија, и таа партија е на власт. Тоа е така. И таа партија е на власт. Јас сум среќен што е мојата партија на власт. И на локално ниво е на власт. Има нејзин кандидат, односно кандидатка е председателка на државата. И сега имаме едно прашање, кои се перспективите на оваа земја, на нашата земја, на Македонија, со оваа и ваквата партија? Дали, еве, да додадеме уште едно прашање, за да заштедиме малку на време, а верувам дека ќе стигнеме во таа насока. Дали Македонија и понатаму се движи кон Европската Унија? Дали, можеби, ова што се случува со блокадите на, односно, неволноста да се влезе во процесот на уставни промени и така натаму, кој очигледно е сопирачка за македонскиот пат кон ЕУ. Значи, пак да се вратам на првото прашање. Кои се перспективите или кои се европерспективите на Македонија со оваа и ваква партија која ја предводи господинот Мицкоски? Без разлика на тоа што јас како член на ВМРО-ДПМН и ние сите во фракцијата, подржувачите на фракцијата, ја подржуваме партијата и ние мило како политичка партија што сме на власт, ние мора да бидеме честни и да кажеме дека перспективите за европски интеграции се никакви. Тие се застанати. И тоа можеме да го видиме на секој чекор. Мене посебно ме погодува како човек, ме иритира нефункционирањето на институциите на системот. Во донесувањето не само на партиските одлуки, во донесувањето на државните одлуки. Да. Ние немаме систем во кој се носат државни одлуки. Ние моментално, освен флоскули, ние сме за Европска Унија, па потоа шизофреничните изјави, ние сме и за политиките на Трамп, па сме и договорени со Ердоган околу Газа и Израел. Тоа е таков галиматијас од изјави неконзистентни, така што тоа ќе наштети на државата пред се. Значи, партијата не е државата, партијата е збир на луѓе, политички истомисленици кои со политичка идеологија се борат за спроведување на својата политика. Но еве сега гледаме дека таа група луѓе која во ВМРО-ДПМН е предводена од Мицкоски е на власт, може да предизвика штета на државата. Ако вие предизвикате штета на државата, токму тука е контекстот кој го кажав, зошто тогаш како политичка партија функционирате, ако треба да и наштетите на државата, и затоа реков контекстот ВМРО да преживее. Ако вие нанесете штета на државата, прашање е како потоа ќе се вратите, ги гледаме ситуациите во СДС какви се, така? Дали може да врз основа на тоа што го зборувате вие можеби грешен? Можеме да кажеме дека всушност не е на власт ВМРО-ДПМН, туку е на власт Мицкоски и неговите лојалисти, кои како што рековте и вие, ја киднапираа партијата во корист на нивните Во потполност ќе се согласам со вас. Во потполност ќе се согласам со вас дека не е на власт ВМРО-ДПМН како целокупна структура, туку еден тесен круг на луѓе, можеби да не претерам 1000 луѓе можеби се во прашање кои одлучуваат за се, а на територија на цела држава. Така.
Значи, сметајќи по комитети општински, во собрание, во совети и така, и таа група на луѓе ги притиска останатите како да функционираат. И таа група на луѓе, предводена од господинот Мицковски, всушност ги сопре евроинтеграцијските процеси. Да, тоа е крајниот заклучок. Буквално само не ни е соопштено. Мислам, нема храброст јавно да ни се соопшти. Јас да сум на место на Мицковски би бил толку храбар да излезам и да кажам луѓе, ја не се согласувам со политиката на Европска унија како што тој ја дефинира уценувачка, ваква, таква, како сака нека ја каже, но отворено да ни каже и јас ги сопирам преговорите за Европска унија и нема што, бидејќи реално де факто се сопрени. Така. Иако де јуре вие зборувате за тоа дека ние нашата стратешка цел е Европска унија, де факто што правиме? Преговараме ли? Не. Се поместуваме ли во односите со Бугарија? Не. Прифаќаме ли бугари во устав? Не. Разговараме ли со Европа во новите геополитички односи? Не. Не нема никаде. Ние се повикуваме на тоа што се случува со Унгарија. Една земја членка на Европска унија која е доста далеку од реалните случувања во Европската унија. Вредности, да. Професоре, пред да преидеме на прашањата кои се всушност ваш научен фах, јас би сакал да ве прашам дали може во вас да гледаме како на иден лидер на ВМРО-ДПМН или претендент на лидерската позиција на ВМРО-ДПМН, а нели во перспектива некоја и премиер на Македонија. Прво да ви кажам дека ВМРО-ДПМН нема лидер. ВМРО-ДПМН има председател. Терминолошки повторно укажувам на тоа да се достигне нивото на лидерство, значи да се достигне нивото на перцепција за иднината на државата. И тоа не за година-две и на партијата, туку перцепција за следниве 30 или 50 години каде ја гледате Македонија како држава, како европска стабилна држава. И како го гледате ВМРО-ДПМН во тој контекст како десна европска политичка партија. И од тука зборувам за председател на партијата затоа што сметам дека тој мандат треба да биде стриктно ограничен. Под одредени услови стриктно ограничен. Кој на колку години може да се кандидира за председател на партијата, колку тој мандат може да трае најмногу, дали тој мора да биде кандидат и за премиер, или може некој друг од партијата да биде кандидат за премиер, колку мандати премиерски еден човек од партија може да добие, бидејќи се тоа елементи на демократија и на ставање во рамка на можностите да некој утре биде, ние гледаме што се случува кога човек ќе се заборави по 10-15 години на власт, не живее во реалноста веќе. Да, тоа е сериозен проблем. А нас ни треба реалност во гледањето на партијата. Така, нас ни треба реалност, придонесува и кон отвореност, треба секој да во партијата си ги гледа амбициите да може да достигне определено ниво со личен труд, партиски активизам, со креирање на политики, учество во креирање на политики во партијата и со капацитетите лични кои ги има. За тоа треба работа. Па, видите, целиот живот, господин Дерала, треба работа. И вие, веројатно, во животот многу сте се труделе да дојдете до некој ниво. На некои луѓе им е полесно бидат само лојални. Па, јас се согласувам со вас. Тоа е конформистичкото гледање. Јас не сум по природа конформиста, јас сум спремен за борење и за борба, нели? И бидејќи целиот живот е таков, и јас да одговорам конкретно на вашето прашање, да. Јас би се кандидирал во иднина и за председател на партијата и сето тоа што треба и за други функции во партијата, бидејќи сметам дека и со својот политички и професионален бекграунд и животно искуство можам тоа да го правам, но исклучиво во услови на демократизација на партијата. И морам да напоменам, бидејќи знам дека ова ќе го гледаат нашето интервју во Центарот за комуникации на ВМРО да вадат поенти од сето ова нешто и ќе купат како позитивно нешто, ќе ме критикуваат, нешто ќе се обидат да ме озборуваат меѓу членството, но за наша среќа денеска интернетот е пристапен за сите, така да секој кој има малку време и сенс може во живо да не слушне што сме кажале без секвенци. Борбата на моја во фракцијата, преку фракцијата, за демократизација на ВМРО-ДПМН, не е борба да Оливер биде по секоја цена председател, да.
Можем да ги кажем амбициите, да, во кои услови, во едни демократски услови, каде што јас ќе можам да се обратам на нашето членство, нема да зависам од тоа дали 500 избрани делегати од Мицкоски ќе се охрабрат 30 од нив да ми дадат потпис за да може да се кандидирам на конгрес на кој однапред ќе знам дека ќе изгубам, нели? Туку на едни непосредни избори, каде што јас на секој член ќе му се обратам, во секој месен комитет ќе влезам, јас не сум непознат помеѓу членството, и каде што членовите кои на тајно гласање ќе може да изберат председател на партија. И моја задача како председател на партија би било само да го формирам извршниот комитет, бидејќи не е моја задача да формирам ниту централен комитет, ниту конгрес, си има посебни процедури, треба да има за тоа, и јас како председател на партијата треба свој отчет да поднесувам пред централниот комитет и пред конгресот. Затоа што тие луѓе може утре да побараат да ме разрешат. Блиско ли е тој ден? Јас искрено се надевам дека да, и тоа ќе зависи од многу други околности кои за жал не се во Македонија. Слаб е демократскиот капацитет во Македонија, а демократскиот капацитет најчесто зависи и од економската и екзистенцијалната состојба на луѓето. Тоа мора да го имаме предвид, сепак се тоа живи луѓе кои живеат од тоа и секој се бори за екзистенција. Не разбирам. Да видиме кои се актуелностите во одбраната. Еве, непосредно пред речиси, еден ден пред да се сретнеме денеска, генерал Бесник Емини е разрешен од командната позиција на Здружената оперативна команда. И мислам дека тоа заслужува коментар. Што значи ова? Јас се согласувам со вас дека заслужува коментар и ќе се обидам да бидам колку е можно по-концизен и дискретен, за да не испадне дека нешто ќе наштетам на состојбите во армијата. Пред се јас сепак сум дел од војната академија, така што ние сме поврзани со генералштабот и со армијата, ни школуваме питомци за потребите на армијата, дел од системот одбраната, но во системот, да, прво, тоа е одлука на председателот на државата, значи господјата Силјановска како председател на републиката донела одлука за разрешување на генерали на позиции генералски, тоа е нејзина уставна обврска и право. И мислам дека можеби едно од клучните прашања треба неја да и се постават, зошто е тоа така? Зошто се одлучила да изврши замена на командантот на Здружената оперативна команда и да го постави на некој си. Но што може да значи овој потек? На страна. Тоа што може да значи овој потек, познавајќи го лично генералот Бесник Емини и познавајќи ги неговите лични капацитети, мислам дека беше еден од најспособните генерали во армијата и повеќе очекував да оди по херархија нагоре, а не да биде поставен на некое помошно место. Со должна почит и кон новиот командант кој е таму поставен, бидејќи него лично го знам. Значи јас сите тие луѓе ги познавам лично, со некој од нив и заедно сме учеле војни училишта и така. Новиот командант мислам дека уште порано требаше на друго место да оди, не на оваа место, бидејќи еден од највозрастните, дури мислам и највозрастен генерал е во армијата, може да се случи многу брзо да биде и пензиониран. И тука си поставувам некое прашање кое влегува во сферата на калкулациите, дали е поставен таму да чува место некому. И колку време ќе остане на тоа место, бидејќи да сметаа дека треба да е перспективен, не требаше да биде командант на Здружената оперативна команда, требаше да биде на некој повисоко друго место. Но сметајќи дека генералот Бесник Емини е човек кој е на едно високо и образовно и војничко ниво, сметам дека е направена грешка со него. Но тоа е мој личен став, моето согледување е такво и мислам дека во однос на македонските учества и македонското учество уствари во НАТО, тој проблем ќе го почувствуваме. Ќе го почувствуваме од еден друг аспект, пред се способност во командниот систем, како ќе функционира. Токму од аспект на нашата
интероперабилност со НАТО како одбрана, како сектор одбрана и во поглед на преземените обврски во договор со НАТО сојузниците, да постои еден процес на реформи и на модернизација, можеби попрецизно модернизација и на армијата, а реформи во секторот одбрана и Министерството за одбрана. Како го оценувате овој процес сега? Значи вака сега, прво контекстот на промена на командант на Здружена оперативна команда, каде што началникот на генералштабот и командантот на Здружената оперативна команда се најоперативно врзани и нај значајни позиции во состојбата на Македонија, во случајот на Македонија како мала земја членка на НАТО, би требало да биде во некоја координација со нашите сојузници. Не дека тие ќе ни поставуваат луѓе, но сепак во главном нашите генерали завршуваат школи на запад и тие добро знаат како функционираат односите со НАТО и тука треба некоја координација да има со представниците на НАТО за таква една промена. Дека тие ќе изреагираат отворено, нема никогаш нити отворено да изреагираат, но тоа се нарекува градење доверба. До каде се процесите со модернизацијата? Сега, тоа сакав да кажам. Имам тука еден исклучително, можеби, стручен коментар. Модернизацијата на армијата не подразбира само модернизација со вооружувањето. Добре. Модернизацијата на армијата подразбира и модернизација на размислувањето за војувањето. Модернизацијата на армијата подразбира и оспособување на офицерскиот кор, а оспособување и на војниците за изведување на борбени дејства во современи услови. Јас од тука, ако тргнам да анализирам до каде сме, ќе имам многу прашања и ќе видиме колку сме некаде изгубени во времето. За наша жал, бидејќи кога зборуваме, тоа е делот за армијата кога зборуваме, а кога зборуваме за одбраната како систем, ние немаме можност да зборуваме исклучиво ние треба да имаме армија, како што некој некаде изјавуваше, способна да води војна 3-4 месеци, да не држи у одбрана, додека некој ни помогне во целата работа. Тоа се погрешни теории. Тоа е малку наивно. Не само наивно, тоа е сосема искривено. Војната е општествена појава, а војувањето е процес во кој учествува целата држава. Не војува армијата, војува државата. Вие тоа го гледате на примерот на Украина денеска. Значи, не дај Боже да дојде ситуација Македонија да треба да војува. Нема да војуваат само тие кои се во униформа, ќе војува целиот систем. Вие имате преод на системот од мирновремене во војни услови. Вие морате да имате систем за мобилизација внатре во тој систем за одбрана. Од каде резервни сили? Како ќе се организира полицијата за работа во војна? Како ќе се организира системот за заштита и спасување? Подсистемот за заштита и спасување. Како ќе се организира разузнавачката заедница? Логистика, како ќе се организира економијата да премине од мирновремена во војна економија? Како ќе се организира образованието? Како ќе се организира здравството? Дали сме способни да извадиме надвор од населените места, да евакуираме население? На која длабина ќе евакуирате население? Зависи од во кои услови ќе бидете во војна. Но сето тоа ја бара стратегијата за одбрана, која мора да биде потпрена врз концепцијата за одбрана. Ние како држава немаме концепција за одбрана. Тоа не постои кај нас. Ние се подпираме на концептот за одбранбениот концепт на НАТО од 2022 година, но и тука се подпираме во главно на поедини точки. Ко немаме во целост разработено и имплементирано во стратегијата за одбрана. Ниту она од 2020 година, од времето на Пендаровски, кој ја донесе, ниту ова сега што се подготвува, која ја чуваат како тајна. Генерално порака и до раководството во Министерството за одбрана и до државниот врв. Стратегиите не се тајна. Имено. Стратегијата е еден мал концизен документ кој дефинира што државата сака да постигне. Во областа на одбраната. Тајни се методите. Тоа како за службите. Постоењето на разузнавачките и безбедносните служби не е тајна. Не е тајна никој работи во тие служби. Да. Тајни се методите на работа.
Така да за сите кои прават бауци од тоа, нели, нешто тајни работи, нешто сега еве се подготвува стратегија за одбрана, па не е вклучена војната академија, покрај жива катедра за безбедност. Не е вклучена војната академија. Па директно не е вклучена, воопшто не е ангажирана во тоа. Не е вклучен Институтот за одбрана, барем јас немам информации дека е вклучен Институтот за одбрана во таа работа. Значи подготвуваш стратегија за одбрана, не ги вклучуваш клучните научни институции, академската јавност не ти е вклучена во тоа. Катедрата за безбедност и кризен менеджмент не е вклучена во себе. Јас на таа катедра припаѓам, не сме вклучени во целата таа активност, не знаеме барем еден сегмент во однос на кризниот менеджмент, менаџирањето со криза, бидејќи војната е криза. Да. Треба да се води процес во целата постапка. Така што конкретниот одговор на вашето прашање докаде е, не можете баш сега после сите овие премиси што ги кажа. знаете, ако кажам дека може да се- до никаде ќе ми биде замерено, бидејќи јас ја разбирам политиката. Пак ќе ви гледам, кажам. да. Многу е убаво кога вие ќе излезете од некоја позиција државна да кажете, ама ние купивме толку транспортери, сега ќе Да. дојдат, сега ова, сега она. Луѓе, не е поентата ти дали ќе купиш 30, 50 или 100 оклопни транспортери. Не е поентата дали ние ќе купиме, не знам колку хаубици, колку ракетни фрлачи или не знам што се ќе купиме. Поентата е како ти е тебе тоа структурирано во однос на формацијата на единиците на армијата. А формацијата на единиците на армијата има персонална, човечка формација и материјална формација. Сето тоа треба да се спои. Сето треба да биде функционално и кога е во прашање поврзувањето со концептот за одбрана и со стратегијата за одбрана. Третиот документ кој од тоа произлегува се нарекува доктрина на вооружената борба како специфичен облик на војна. Ако ме следите, кажувам Да, имено, специфичен облик на војна. Така. Зашто не е само тоа војна. Имено. Е сега ние Да, ако да, имаме да, еден да. таков специфичен облик на војна, вооружената борба, ние мора и да ги организираме единиците формацијски. Нас никој не врзува во единиците формацијски ние да имаме сегашната формација каква што е. Можеме да ја реобликуваме таа формација согласно нашите потреби. Нашите услови за огнена моќ. Модернизацијата на армијата подразбира и сопствена наменска индустрија. Сопствен ум. Ние не можеме авиони да произведуваме, не можеме дронови, например, можеме слободно дронови да произведуваме, можеме заштитна опрема да произведуваме, можеме мали калибри на вооружување да произведуваме. Заштитна опрема во смислом на тоа дека заштитната опрема нема да се употребува исклучиво за армиски потреби, ќе ги потребите и за цивилни потреби. Пожарникари и така напред. Меѓу другото, Да. единици за заштита и спасување, за деминирање, за разни услови. Можете да употребите, да развивате медицинска опрема до едно ниво. Значи, сето тоа влегува во модернизација на одбраната, во системот на одбраната и тоа помага во се ние имаме во стратегијата за одбрана нема ништо. Стратегијата за одбрана важечката од 2020 година е многу сиромашна, без опипливи цели. Нема цели и задачи кои треба да се реализираат и нема индикатори по кои ќе мериш докаде ти е реализирана. Сега новата стратегија што треба да почне 2025 година, треба да се донесе, треба да биде надоврзана на таа. Но како ќе ја надоврзеш кога ти претходната немаш никакви цели, кои се реализирани цели? Што реализиравме ние од влезот во НАТО до сега, што реализиравме за последните 5 години? Освен што во времето на Шекеринска се дигаше галама околу стратешкиот одбранбен преглед, кој таа го нарекуваше стратешки одбранбен преглед, всушност не е стратешки документ, тоа е оперативен документ на трето ниво, каде што ти вели единиците ќе се опремуваат со ова. Врз основ на што ќе опремите вие, еве, хипотетички, например, една единица врз основ на што ќе ја опремите со тенкови, да кажеме. Знаете што значи да опремите оклопна единица една? Знаете колкава логистика ви треба за таа единица подршка да има? Не е тоа, имам тенк и ја ќе го употребам тенкот прво. Госпоѓа Шекеринска беше министерка за одбрана во време кога влеговме во НАТО. Да. И се фалеше со стратешкиот одбранбен преглед. Да, ама тоа се политички одлуки. Тоа јас го имаме пред. Не, видете се, господин Дерала, јас како македонец ќе кажам дека да, добро е што македонец е, македонка е таму. Така. Нели?
Но, како министер за одбрана, јас и денеска тврдам дека таа манипулираше со термини во однос на стратешкиот одбранбен преглед, кој е оперативен документ, и во однос на опремувањето на армијата. И мислите дека НАТО би можело да прејде преку тоа? И да ја постави како заменик генерал? Да, затоа што тоа е политичка одлука. И затоа што нам, како на држава, 100 пати ни е кажано што е нормално во однос на нас да развиваме. И ние тоа не го развиваме. Затоа што ние се водиме од дневно политичките и ова истото се однесува и во времето откако пред откако влеговме во НАТО дена власта ја води ВМРО ДПМН. Не се е исто, не е сменато ништо. Затоа што ние во основа не се водиме врз научни и стручни утврдувања. Имаше еден обид по прашање на хеликоптерите да се водиме врз основа на стручните побарувања за мултифункционални хеликоптери, сето друго се водиме вообичаено од тоа што, ај пак една тривијалност, што ќе покажеме како ергела. Со што ќе се пофалиме дека имаме. Имаме ли со што да се пофалиме? Тоа што го имаме. Okay. Со тоа што го имаме. Ама дали е тоа ефективното тоа со што ќе се пофалиме? Знаете, во армијата имате неколку нивоа. Вие можете да имате и најсовремено вооружување и опрема, ама да немате обучен персонал. Да ја употреби таа опрема. А таа опрема не е само употреба застани и пукај. Пукањето е една работа. Постапката е, кај се тактичките постапки. Искуствата од Украина никој не ги разгледува во Македонија. Никако да седнеме да ги разгледаме искуствата во Украина кај што се менуваат тактиките на употреба на единиците на терен во борбени дејства. Тоа се искуство. Сакате да кажете дека кој во Македонија за тоа досега има зборувано? Има некој напишано ново правило за нешто, има некој сугерирано нешто? Нема. Дури и тоа што ние го имаме како задача во НАТО, ние во НАТО алармантни информации. Ние во НАТО имаме, ама не тоа е до прашањата за размислување. Јас на пример да сум на место на Министерството за одбрана, јас бих повикал луѓе од Украина да дојдат да одржат предавања и на командоштабна кај нас на Војна академија и на додипломски студии на питомците. Не ние да ги обучуваме, ние немаме што украинците да ги обучиме денес. Точно. Со што ние после 3 години војување нивно ние ќе ги обучиме, што мислам дај да не бидеме смешни. Точно е тоа. Точно. Значи јас ова не ви го зборувам од памет. Јас сум учесник во борбени дејства. Така е. На 2 пати во животот сум учествувал во активни борбени дејства. И тоа искуство што вие ќе го стекнете во борбени дејства, тоа не може никој на настава да ви го пренесе така. А за нас предност би било тоа што го велам, да некој ги покани од Украина да дојдат и на командно-штабна, и на питомците. За нас би било огромно искуство на командно-штабна за водење на единици од ранг батальон до бригада, значи теренско водење на единиците, оперативно водење на единиците од тактичко до оперативно ниво, да командувате во борбени услови со единиците, каде што имате попречување на врски, каде што немате стални врски. Да видите формацијата како се менува, затоа спомнав формацијата. Ама јас лично како Оливер да ги следам состојбите и купувам информација од таму и купувам искуства и гледам. И сега малце е чудно да јас како поранешно војно лице, како цивилен професор од Војна академија пишувам за употреба на тактика, на употреба на некои единици. Јас тоа што можам да го направам, ќе го направам на Војната академија со иницијатива за промена на програмата студиска. Така. Кај студентите, кај питомците посебно. Ама тоа што некој да дојде офицер од Украина и да нам ни каже, кој непосредно командувал со батальон или со бригада, да ни каже што правил промена во формацијската структура, кои се новите методи на тактичка употреба на единиците, од непроценливо богатство за нас. Јас ќе направам една, можеби, неубава паралела. Пред Втората световна војна, искуството во оклопните единици единствено Германија и Дегол го перципира. И додека и британците и французите ги перципира оклопните единици како поддршка на пешадијата во статично војување, поддржано со артилериски оган, германците Германија го сменија прави сосема нешто друго. Блицкригот го сменија како оклопни единици кои може длабоки продори да направат, и знаете, тоа е класика. И самостојно на бој. Да, и ќе употребам еден термин војнички, ја компромитираш заднината на непријателот со продори, со затварање на клешти од позади, ти нема логистика.
Ви и денеска имате прашања за логистика кои ние на Војна академија во некои кругови ги разговараме меѓу нас како колеги. И ние знаеме кај се проблемите, но понекогаш знаете не можеш ти сега на сила додиш во министерство, бе чека да ви кажеме ние. Тоа тешко поминува во Македонија, јас да ти кажам сега како. Тоа треба некој да седне, да поразговара со нас. Тоа можеби би требало да биде улогата на командата за обука и доктрина. Таа да размислува за тактичките нивоа на размислување, а ние како Војна академија некои други активности да Уште малку за состојбите во армијата и во Министерството за одбрана. Се стекнува впечаток дека теке да го наречам така, иако е пресилен збор, етничко чистење во армијата и во Министерството за одбрана. Ако ги погледнете статистичките податоци, правичната застапеност во армијата и во Министерството за одбрана, особено на раководните функции, оди надолу. И тоа е забрзано оди надолу. И од таму се поставува прашањето дали квалитетот на армијата, која е всушност одлика, огледало на општеството и е место каде што прво започнуваат тие вредности да се промовираат и да се практикуваат заедно со полициските сили, изгледа се напуштаат, што исто така според искуствата во светот, во Европа и во светот, може да представува и потенцијал за радикализација на одредени заедници. Но да не одиме толку далеку. Дали мислите дека тоа што се случува во доменот на правичната застапеност во армијата и во Министерството за одбрана, намерно ги одвојувам како две категории, може да биде алармантно, односно да донесе одредени последици? Прво, ние како општество, како македонското општество, кое е мултиетничко општество, секогаш носи ризици од радикализација по разни основи, дали тоа ќе бидат етнички, верски, некои социјални основи на разни групи и така натаму, политички и така натаму, секогаш постои можноста за радикализација и ние не треба на тоа да долеваме масло на тој оган, односно да ги распалуваме тие страсти. И тука има многу големо значение правичната, така наречената правична застапеност, која многу често е дискутабилна во однос на капацитетот на луѓето кои доаѓаат на некои места. Односно, нивната подобност за извршување на одредени задачи не е политичка подобност, мислев стручна подобност. Така. Затоа и бев изненаден од смената на командантот на ЗОК, кого исклучително го сметав за стручен во својата во знаењата и како човек го сметав како квалитетен. И поприлично сум изненаден, мојот став, пак ќе го повторам, беше дека нема никаква потреба да биде сменет, но тој кој го сменил треба да даде образложение зошто е тоа така. Ќе прашам. И тоа не е моја задача, тоа е секако ваша задача да си прашувате. Од друга страна, има еден сериозен проблем. Дури и правичната застапеност, тоа јас можам да го потврдам низ призмата на питомците кои ми доаѓаат, значи во генерации наназад, дури и правичната застапеност во армијата е врзана за политичката припадност. Политичките партии ќе најдат начин да си бутнат некој свој. Имаше разни моменти на прекрашување на правилници на едно на друго, вмешување на разни министри кои сакаат да уфрлат своји луѓе и ние потоа имавме проблем. Имате човек кој некој притиска дека мора да заврши за да биде правична застапеност. И мене ми е жал што е тоа некогаш така, затоа што ја верувам дека има други деца поквалитетни од тоа дете кои можеле да дојдат и сосема нормално да си завршат школа и да си напредуваат во службата. Третото, тоа е офицерското ниво, да кажеме. Третото ниво е нивото на подофицерите. Повторно, како ќе се изберат подофицери од војниците професионални кои би дошле на позиција подофицер за да може да остане во постојан работен однос. И ние тука имаме исто чудни релации кои се случуваат и четвртото прашање е самиот војнички персонал.
Ако некогаш се зборуваше, не можете да дојдете до, мислам дека поранешната влада на 2 или на 3 пати по 700 луѓе примаше во армијата, имаше конкурси, бидејќи имаме постојана флуктуација на заминување на луѓето и тоа е еден од сериозните проблеми кои во системот за одбрана ќе се одрази и во нашето партнерство во НАТО. Не можеш да дојдеш да видиш пример ако немаш пропуст од политичка партија. Во една прилика бев рекол дека не се гледа во јавноста дотолку не е потенцирано, но во армијата постои голема политизација на функциите и воопшто на персонализацијата. Што мене како човек кој се наоѓа таму и кој е професор на Војната академија и кој на одбраната гледа како една општествена задача, како наситена задача на одбрана на татковината е сериозен проблем, бидејќи вие доаѓате во состојба, знаете каква, вие ќе примите 800 луѓе, да кажеме, вие тие 800 луѓе треба да ги обучите. Тие војници мора да се обучат од почеток до крај, бидејќи ние сега немаме веќе служење на воен рок, па да имаме нормални помината обука, па тие дошле веќе обучени во некоја специјалност или основна обука поминале, па ние сега само ќе ги инкорпорираме како професионални војници, ние мораме од почеток, од основни војнички ставови, строеви до ракување со колективно, лично и колективно вооружување, да го доведеме човекот да биде спремен и да, со тоа да ја доведеме единицата да биде во борбена готовост на највисоко ниво. Да. И сега вие имате таков еден процес во кој тој потпишува договор таму, не знам, на 2 на 3 години и вие ќе го обучувате за 3 години, мене ми се допаѓа. Ова мала ми е платата, вака ме малтретирате, онака ме малтретирате, не ми се допаѓа, ќе си најдам друга работа и ќе си заминам. Дел од нив ќе успее по не знам каков начин да се избори да дојде до подофицер. Добро, ова се кариерно-политички димензии. Ама сето тоа влијае врз армијата. Се уште останува проблем. Но правичната застапеност, јас ви одговорив каде е прашањето. Ако зборуваме веќе и за политичките партии. Политичките партии ја прават приказката во тој дел. И вие постојано ќе имате проблем. Партии кои ги представуваат, нели, интересите на граѓаните и граѓаните, на различни етнички заедници и така натаму, и повторно имаме проблем со првичната застапеност. И се чини дека во последно време, откако е ВМРО на власт, тоа оди во надолна линија. Значи, јас пак ќе напоменам, господин Дерала. Ако зборуваме за политичкото влијание на политичките партии, СДСМ е познато по тоа што ноторно имаше прилично широко отворени врати буквално за сите кадри. Тоа име е една од забелешките внатре-партиска, дека едноставно не само што немало таму разни состојби, тргање од позиции, туку и напредување на позиции. Имаше разни состојби таму во кои се некој така што повторно останува прашањето за правичната застапеност проблематично. Значи, тоа секогаш ќе биде проблематично, господин Дерала. Јас не знам, во моментов не сум погледал какви се состојбите точно. Таму ние имаме една стратегија за односи на џендер, нели? Родова застапеност, и тој е дел од правичната застапеност и така натаму. Тоа секогаш ќе биде проблем. Јас затоа и го врзав со оној вториот дел од одговорот дека имаме голема флуктуација на луѓе. Помалку кај офицерскиот кадар, иако тоа се случува и кај офицерскиот кадар, ќе одработат 8 години ние ќе имаме напуштање на армијата, тие излегуваат, значи ти после 8 години работен стаж во армијата со завршена војна академија ти имаш искуство за повисоки места веќе да работиш, ама тој човек си заминува, значи нема начин како да се задржат луѓето, дали се тоа плати, дали се регулирани стамбени прашања и некои други бенефити, бидејќи спецификата на војничката професија бара и специфични бенефити. Или е тоа се однесува и за војниците, за да може да се мотивираат луѓето да доаѓаат, за да имаме избор и во правичната застапеност. Бидејќи не е седно ако дојдам само јас да се пријавам или дојдеме ние двајца да се пријавиме, веќе има избор, така. Работете во тоа што во последно време се забележува тренд во кој се заменуваат, односно се деградираат или пак не им се дозволува напредување на
дел од луѓе од други етнички во структурите, заедници. од другите етнички заедници, со што се намалува и онака претходно макотрпно достигнатиот некој степен на правична застапеност. Нели мислите дека врзо тоа и на тоа што вие го зборувавте? Нели мислите дека тоа е можеби дека токму затоа сакам да кажам, нели мислите дека тоа можеби е и резултат на некој меѓуполитички договор? Па можеби да го гледаме тоа и како подигање на тензии со факти, нели, меѓуетнички тензии, можеби некој има таква цел. Или да го гледаме тоа како досега овие беа од една политичка структура, ќе ги исчистиме, па ќе ставиме наши од нашата политичка структура. Значи, јас пак ќе кажам, тоа што ме прашавте дали мислам, дали можеби повеќе е реторичкото прашањето тука, не е конкретно, сепак вие сте новинар. Таа опција. Но ги отварам опциите што се може да се случува и кои се мотивите за едно такво однесување. Тоа ми беше поентата повеќе. Професор Андонов, вие сте поддржувач на борбата на Украина за слобода и за праведен мир. Може да се рече исто така дека и премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН, господин Мицкоски, председател на ВМРО-ДПМН и премиерот господин Мицкоски е поддржувач на Украина. Го видовме минатата година во август, го носеше украинското знаме и вие мислам дека бевте присутни. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на самитот за мир во Швајцарија даде потполна поддршка, целосна поддршка на Украина. Меѓутоа, вие имате многу поинаков пристап кон ова прашање. Вашата поддршка е позната и призната и е препознаена. И дали може да ми дадете разлика меѓу вас и меѓу двоецот господин Мицкоски и господја Силјановска-Давкова? Која е разликата меѓу вас и актуелното водство? Разликата е многу едноставна. Кај нив се флоскули, реторика, а кај нас како фракција и кај мене лично е реалната поддршка со конкретна политичка, а кога би биле во можност би им дале и секаков друг вид на поддршка. Зошто? Затоа што Украина е меѓународно призната земја, Украина е нападната и врз неја извршена агресија од страна на Русија и правам разлика помеѓу рускиот народ и Русија како држава предводена од кремлската администрација. По меѓународното право Украина има право да се брани. По меѓународното право требаше досега да се активира системот за колективна безбедност на Обединетите нации, согласно членот 51, но благодарение на тоа што Русија е земја членка постојана на Советот за безбедност, тој систем е блокиран. Сега гледаме дополнително, имаме други видови на проблеми во меѓународните односи, во поддршката на Украина. Мислите на Трамп? Да, секако. И затоа што јас можам и како универзитетски професор и како човек кој искусил што е тоа војна, отворено да сочувствувам со украинскиот народ и со украинската држава и понекогаш морам една работа исто така да кажам, не е директно поврзана со тоа што ме прашавте. Не го разбирам пред се македонскиот народ и дел од македонските граѓани кои се согласуваат, па дури и уживаат во тоа да кажат епајате Украина ќе изгуби дел од териториите. Како да ние немаме такво историско искуство кога географската област Македонија е поделена помеѓу соседните држави. Како да ние не можеме да се најдеме во таква состојба, не дај Боже, па да бидеме разделени помеѓу разни групи, држави, не знам што. И едноставно нарушувањето на меѓународниот поредок воспоставен после Втората световна војна е многу опасен за нас како мала држава. Малите држави исклучително мора да функционираат во рамки на меѓународниот поредок на непроменливост на границите и да се бранат во рамки на сојузи. Ниедна мала држава не е способна тоа да го прави. Украина со толкова територија, со толкова население, со толкова мобилизација, со поддршка од надвор едва и успева да се одбрани.
Така е. Замислете, пак да се вратиме на она што некои тврдат овде, ние неколку месеци можеме да се браниме, дека некој не ни пружи помош. Да, навистина зошто мислите дека еден дел од луѓето во Македонија едноставно паѓаат на руската пропаганда? Заради пропагандата. Го кажам, паѓаат на руската пропаганда заради интензивната пропаганда, а не спротивставување од страна на владата. Владата има начелно стратегија за борба против дезинформации, постои такво нешто, но во пракса не ја спроведува таа активност. Затоа што на ова би сакал да го надоврземе други некои причини. Да ги надоврземе и неколку други моменти. На страна контрадикторноста во изјавите на претседателката, која понекогаш звучи како да и дувнал некој ветер од исток, па после тоа малку се меша со ветер од запад и така натаму. На страна тоа. Тоа се флоскулите, тука паѓаат. Меѓутоа имаме еден многу сериозен проблем. Новото нормално на господин Мицкоски е дека така одлучивме, затварам цитат, за гласањето во Генералното собрание на Обединетите нации, кога Македонија беше воздржана, во однос на европската резолуција, која ја направи Македонија мало осамено островче на мапата на Европа, кој ќе погледнете кој гласал воздржано, односно кој гласал против. За и против и така натаму. Меѓутоа цела Европа онака унисоно гласа и ја гледате Македонија како мало островче изолирано со резервиран глас, односно не ја поддржува европската резолуција. А потоа смешниот дел е дека беше коспонзор на американската резолуција. За која исто така беше воздржана. Така беше воздржана. Да не влегуваме во детали, тука може да ќе стане многу несериозна ситуацијата, за сериозни прашања зборуваме. Како и да е. Какви се вашите оценки за оваа трансформација на ВМРО-ДПМН, односно на првиот човек на ВМРО-ДПМН, на претседателката, на тие, нели ги нарековме преска лојалисти, и дали воопшто се работи за трансформација или пак едноставно поддршката за Украина и претходно беше само маска или како што рековте флоскули? Нема трансформација. Што мислите? Нема трансформација. На ова како фракција укажувавме и претходно дека ова е факт, дека така ќе се однесува кон меѓународната политика, посебно кон прашањата поврзани со агресијата на Русија врз Украина, со односите со Унгарија, со влијанието на руската пропаганда во регионот, со односите со власта во Белград, со власта, повторно напоменувам, не со Србија како држава и со српскиот народ. Со односите кон Бугарија, кои нели ја затвараат состојбата по однос на преговори со Европската унија. И тоа има врска повторно со она на почетокот на интервјуто ви го кажав, не сакање јасно да се каже да ние не одиме кон Европска унија. Не сакање јасно да се каже ние тоа вака ќе го направиме. Него се е недефинирано, се е конфузно. Дали во тој дух е и ова изјава кога беше пред некој ден од министерот за одбрана господинот Мисайловски, кој рече дека ние нема да праќаме војници во Украина. Што значи тоа ако воопшто нешто значи? Тоа многу значи тоа. Знаете, тоа значи на две нивоа. И тоа има врска со ова што го зборуваме сега, дека се конфузна е целата надворешна политика, не е конзистентна. Вие имате различни состојби, прво поддржувате политика на личност, на Трамп. Па и 100 пати нека е председател на Соединетите држави и тоа институција со должна почит кон таа институција, председател на Соединетите држави, на една суперсила. Вие треба да ги поддржувате Соединетите држави. Нам стратешки партнер не ни господин Трамп, на стратешки партнер ни се Соединетите американски држави. Ние имаме работа со институциите на Соединетите американски држави. Ако реално ја гледаме состојбата во САД, ние можеме да забележиме многу внатрешни конфликти сега се развиваат во Соединетите американски држави.
до состојби на доведување до судски постапки за одредени одлуки И тоа во редовите на републиканската партија. Имаме состојба на судски постапки во рамките на поедини држави и одлуките на Трамп како председател на Соединетите американски држави. Па негови ретерирања од ставовите кон Канада, кон Мексико, кон Украина, значи тоа е еден таков галиматија и конфузност од политички ставови на личност. Но тоа не значи дека е погрешен, дека има конфузност во политичкиот став на Соединетите држави и тие многу брзо ќе дојдат до еден цврст став Стејт департментот како ќе се однесува кон некои одлуки на председателот или на потпредседателот на Соединетите држави. И тоа си е нивно прашање. Во целата оваа состојба за која ние денеска зборуваме, вклучително и за тоа дали ќе пратиме некаде војници или не, ние имаме работа со НАТО. Ние сме членка на НАТО, за нас важи и членот 5 и членот 3 од НАТО. НАТО во едни специфични околности во кои Соединетите американски држави под раководство на Трамп моментално сакаат да бидат како екстрахирани од тој е очигледно дека ќе мора да се реорганизира на европско НАТО, а ние сме од геополитички аспект европска земја. Ние не сме надвор од Европа. И нам ни е поблиска Европа отколку Америка. И ние сакајќи да имаме контрибуција во НАТО и префаќајќи една обврска од пред 5 години дека ќе дадеме толку и толку луѓе во НАТО, ние треба да учествуваме во мировни операции на НАТО. На Европа, на европски сили. Ако се создаваат европски сили, ние треба да бидеме дел од тие европски сили. Зашто повратно тие европски сили ни гарантираат и нам безбедност. Биле дури со години пред да станеме членка на НАТО. Точно. Афганистан, Ирак, учествувавме Либан. Да, учествувавме со офицери, учествувавме во Босна, учествуваме денеска и на Косово и во Босна се уште. Така. Значи ние И сега одеднаш ви доаѓа министрот за одбрана и нема. Јас почитувам став. Популизам ли е? Не, тоа е во прашање е чист популизам во однос на граѓаните на Македонија. Ние ги браниме нашите деца. Очекувајќи дека поголем дел од тоа е познато на емоции се игра. Нели? Емоции нашите деца нема да гинат за туги интереси, тука ќе бидат во Македонија. Не дај Боже кога ќе дојде време за одбрана на Македонија, кој ќе брани? Сами? Па претходно го елабориравме тоа колку сме способни сами да може да се браниме. Не дај Боже да дојде до нешто такво. Но мене ме друго нешто загрижува тука. Мене не ме загрижува политичкиот став. Политички став е политички став. Мене ме загрижува процесот на донесување на политичкиот став. За да донесете вие одлука дека ќе гласате или ќе бидете ко-спонзор на одредена резолуција во Обединети нации, па нека е таа и на господинот Трамп резолуција, вие треба овде да имате процес. А тоа е владата да има свој став, да го изнесе пред парламентот. Парламентарната комисија за меѓународни односи треба да се изјасни, па ако треба и целата пленарна целиот состав пленарен на собранието да се изјасни за тоа дали треба или не треба и да се чујат сите страни, дали и во кои услови треба да бидеме и тоа да биде јасна порака и упатство до нашиот амбасадор во Обединетите нации како да гласа, а не да бидете ко-спонзор па да бидете воздржани. Ако сте веќе ко-спонзор па гласете за. Втора работа. Непријатно е да се наведат сите овие фази во процес кој е основа на демократијата. Пак доаѓаме на онаа што ви го кажав на почетокот. Демократијата, за жал, ние имавме ситуација во која излегува првиот човек на владата или така одлучивме. Ама тоа, знаете како се, ајде јас пак да бидам тривијален по кој знае кој пат. Тоа дома. Тоа дома. Дома јас одлучив вака. Ама дома. Ја не сум премиер дома. Мицкоски е премиер на Република Македонија. На држава. Земја членка на НАТО, земја членка на Обединети нации, аспирант за Европска унија. Ти мора да водиш демократска и со устав. Со устав демократска. Да. Така е. Ти си должен да водиш расправа за политички прашања. И да пред парламентот образложиш зошто ти би бил ко-спонзорен на таква резолуција во која Русија не се експлицитно наведува како агресор. Зашто ти одиш спротивно од меѓународното право. Од друга страна треба да образложиш зошто не би подржал една резолуција на Европска унија. Исто како што треба да ми образложиш, не на мене лично, на Оливер,
на јавноста. граѓаните, на јавност. Зошто ти го праќаш началникот на генералштабот на состанок на началници на генералштаби во Париз со претседателот на Франција, каде претходно знаеме дека и Франција, и Британија, и Германија, и Полска, и Италија, Романија дури учествуваат во состојба на формирање на тие европски сили, ти го праќаш со личен став, твој личен став, дека што ќе каже тој човек таму. Тука нема одговорност началникот на генералштабот. Има одговорност некои други институции, има одговорност претседателот на државата, на кому му е починет началникот на генералштабот по устав. И има одговорност владата која носи политики во одбраната, затоа што дали министерот за надворешни работи, министерот за одбрана, премиерот, претседателот на државата, Советот за безбедност не е свикан се уште, немаме таква информација, парламентарните комисии за безбедност и одбрана, пленарна седница на парламентот на која ќе се одлучи дали ние ќе имаме конзистентен став или неконзистентен став, дали ќе отстапиме од договорот и декларативната пристап кон НАТО или ќе продолжиме во тој правец. Тогаш зошто подготвуваме единица која е декларирана во НАТО? Хипотетички да поставиме едно прашање. Да. Што доколку денеска командата на НАТО за Европа одлучи дека треба да се формира бригада во чиј состав Македонија ќе ја даде декларираната единица и ќе биде упатена во земја членка на НАТО, да кажеме во Естонија, за да биде гарант на сигурноста на Естонија доколку дојде до руската. За одвраќање на... За одвраќање, превентивно. Да. Дали ние ќе кажеме не, ние не го даваме. Не ја даваме единицата која сме ја предвидели. Што ќе значи тоа? Прекршување на договорот со НАТО? И што навистина може да И значи што тоа? може да значи тоа во иднина за нас? За одбранбената Знаете способност како, на земјата? господин Дерала, реално, никој нема да падне во несвест од тоа. Никој, верувајте ми, никој. Знаат они добро и колкава е борбената готовост на таа единица и колку е способноста, дури и во тој контекст нас ни е дадено местото. Јас мислам дека на Во таа македонските единица. војници им се дадени често високи комплименти, големи комплименти. Едно е да ти дадат комплименти, а друго е да ти За дадат... борбеноста, за готовноста, Значи, за едно е да ти професионалното дадат, ниво. едно е да ти... Не, јас не се сомневам во нашите војници. Да. Едно е да ти дадат комплименти за задачата која си ја добил да ја извршиш, а друго е видот на таа задача. Тоа се два различни поими. И ние во состав на тие НАТО сили имаме место и улога што треба да работиме. И сега, нема тие да паднат во несвест ако ние не дадеме единица ќе ја заменат со некој друг. Да. Ама последиците од тоа ќе бидат утре кога ние ќе побараме, па не мора да се тоа на крајот, од се не мора да се тоа ни војни сили. Нека се тоа цивилни аспекти на одбраната. Дали од НАТО или од Европска унија да побараме помош за пожари, тогаш ќе се прашаат зошто да ви дадеме. Или нема да се прашаат зошто, нема да ни одговорат вулгарно не ви даваме, него немаме можност во моментот, ќе биде одговорот. Па да не беа словенците да дојдат да гасат пожар во Македонија, ќе изгоревме, така? Да. Патем кога ги спомнавме Заборавна е нивната поддршка. Дока, секако, со должна почит кон нив. Имавме и една жртва во тоа. И сега ние во оваа ситуација лани имавме такви пожари, нели? Трчаше еден тука дечко, тактики измислуваше, чети нешто, спомнуваше, зборуваше, гледам го снема, го заборавија сите. Веројатно чекаме пак во јули месец да се запалиме, па тогаш пак ја збориме како треба да се реорганизира систем, подсистемот за заштита и спасување. Професоре, уште едно прашање. Да. Кога веќе зборуваме за воено-политичките околности и на Западен Балкан и во поширок смисол се разбира, меѓутоа евидентни се податоците дека Србија е вооружена до заби и продолжува да се вооружува. Тоа е земја која не е во составот на НАТО, која во регионални рамки некои ја нарекуваат суперсила, регионална суперсила, со оружје, освен тоа што произведува големи количини самата оружје и муниција, Србија има оружје од системите на Соединетите Американски држави, на европски, големи европски воени сили, како што е Франција, да речеме, со најновите авиони, Рафале, што ги... Рафал има, Мистрал има против Мистрал и авионски така системи. натаму. Има противвоздушни
противвоздушна одбрана, системи од Израел, од Советскиот Сојуз, од Русија. Не се разбира, има резерви од времето на Советскиот Сојуз. Има оружје и од Кина, колку што, или опрема од Кина, како што зборуваме, како што знаеме, и едноставно забрзано се вооружува. Каде води или каде може да води ваквото вооружување на Србија? Прво да разчистиме една работа. Србија не е вооружена за да може да се одбрани. Тоа не ви биде јасно. Како тоа? Многу едноставно. Предмалку реков дека малите држави, и Србија влегува во тие мали држави, Да. треба да бидат дел од еден сојуз за да може да се одбрани. Тие ништо не научија од своето минато, и тоа непосредно минато. Можеа да се одбранат од НАТО? Колкави загуби претрпеа 99 година, на крај територијални загуби имаа, така? Неуспешна беше одбраната. Пуштете вие тоа пропаганда, ја одбранивме Србија и не знам ова, не знам она. Тоа е неизводливо. Втора работа. Србија е, освен од Босна, од сите страни обкружена со земји членки на НАТО. Така. Дури НАТО сили на Косово има. Да. Против кого ќе војува Србија? Трета работа. Океј. Економски. Значи, против кого поединечно ќе војува? Еве, нека војува со Романија, тоа значи ќе војува со НАТО. Така. И повторно истото ќе им се случи. Трета работа. Економски е многу неисплатливо. Вие да вложувате толку во одбрана, да купувате системи кои во една рака можеби нема да ви требаат. Знаете зошто? Затоа што вие не го употребувате тоа оружје. Еве, кажете ми, кога тие ќе ги употребат рафалите, да кажеме, еве сега најнови, кога ќе ги употребат во борбени дејства, нема да ги употребат. И тие за 10 години ќе бидат застарени. А 10 години треба да ги Тоа се многу скапи играчки, зошто тоа го прави? Токму тоа. Српската Лично влада? сметам, не, и тоа е популистичка приказна. Тоа е чиста популистичка Многу приказна, чини. врзана за некои стари времиња во време на Југославија и не соодветствува со современите геополитички моменти. Не соодветствува. Значи никаде не може да ги одведе ова. Значи не може никаде. Тоа генерално концептот им е погрешен. Тие имаат концепт на неутралност. Така? И Швајцарија има концепт на неутралност. Швајцарија има друг систем на организација на системот за одбрана. Така. Сосема различен, кај нив е Тоа знае. територијална одбрана всушност, која е добро вооружена, спремена, има се знае кој како, но во целина на Швајцарија неутралност ја гарантираат соседните земји. Да. Во прв ред. Во прв ред. На Србија кој ја гарантира неутралноста? Се чуле до сега? Освен само декларирана неутралност. Имаше идеи за Македонија да биде неутрална. Да. Ама некој треба да ти ја гарантира таа неутралност и ти да имаш друг систем на организација и на одбраната, а тоа е скапа. Сам да организираш одбрана во денешно време е скапа. Да се гледат Ние не можеме до огромни 3% да дојдеме, до 5% да дојдеме да одвојуваме од бруто националниот доход за развој на одбраната, а не да дојдеш во состојба да можеш да одвоиш 20 или 30% за нешто да се опремите до толку. На крајот, нивото на постигнување на технолошки развој е многу посложен ако произведувате артилериски орудија со голем домет, ако произведувате тенкови, ако произведувате противавионски системи, не поединечни ракети, системи. Да произведувате авиони, отколку да произведувате, да кажеме, дронови, да произведувате пушки, пиштоли, минофрлачи, мини минофрлачки или пешадиска муниција. Тоа се различни системи на функционирање, се потполно различни. Точно така. И вие имате сериозен проблем има Србија. Србија што ако има вооружување толку? Ете има и. И што од тука натаму? Не може тоа значи Што значи од кого? Не, сега може да значи стабилност закана на за регионот. стабилноста на регионот ако Речеме- тие тргнат во војна против некого. Тоа Но и тука треба здраворазумско размислување. Против кого ќе тргнам во војна? да кажеме да ја ослободат Република Српска од Да, и НАТО силите таму што се мирни ќе седат, нели? Таму има НАТО сили. Тој ќе треба со НАТО сили, треба да се судри со армијата на Босна и Херцеговина. Тој ќе се судри со НАТО сили.
И во тој случај нема да има потреба од одлука на Совет за безбедност дали може или не може, бидејќи не се работи за Русија, туку по автоматизам НАТО силите ќе действуваат. Истото и на Косово, да тргне на Косово. Со кого ќе се судри? Со нас ќе се судри. Таму ние како дел од НАТО сме на Косово присутни. Така. И ќе треба да пука по сили на НАТО. И силите на НАТО веднаш ќе действуваат. Значи, тоа е, знаете како, тоа е дали политиката во Србија сака реално на нејзините граѓани да и представи Much ado about nothing, што би рекол Шекспир. така. Треба реално да им ја представи состојбата. Ни треба, не ни треба. Зашто ни треба војска? Колкав обем на војска ни треба? Ние ако го земеме примерот на Македонија, ние тоа што сме декларирале во НАТО е една приказка. Ние немаме потреба од зголемување на тој дел на активна војска, немаме потреба од резервна војска, повторно во договор со НАТО. Дали треба некаде НАТО да го подкрепиме со резервни сили и во втор план, зашто би можеле резервните сили во Македонија да се употребат, да кажеме по наредба на претседателот на државата да се употребат во заштита и спасување. Така. Значи нема друга задача која би можеле војската да ја извршува. Ама тоа е, пак се враќаме на концептот, односно концепцијата која е на државата, стратегијата и доктрините. И сега зборувам за доктрини, не за една доктрина, не за доктрина на вооружена борба, зборувам за доктрини. Имате доктрина и за економска одбрана, и за заштита на критична инфраструктура, за информатичка одбрана, за сајбер напади, значи за дезинформации, доктрина за одбрана од дезинформации, сето тоа што ние не го применуваме и не функционираме. Многу ви благодарам за ова интервју. Не мора секојаш да се согласуваме за се, меѓутоа добро е да се разговара на овие клучни теми, а таму вие очигледно имате многу што да кажете. И јас ви благодарам на поканата, господин Дерала, и мене ми е мило што не се согласуваме за се. Па да, имено. Тоа чека размислувам. Тоа размислувам и тоа е развој, некоја идеја јас од вас, вие од мене, нешто ќе допре и до нашите сограѓани, до гледачите ваши. И искрено се надевам дека барем малку помогнавме за некој светоглед да се отвори надвор од стереотипи. Вие се наоѓате прв пат кај нас, меѓутоа сигурен сум дека не е последен. И јас се надевам. Благодарам многу. многу. Благодарам уште еднаш.